Правдата не е правда доколку е селективна. Јавното обвинителство мора да почне да се врши функцијата и да престане да биде инструмент на Зоран Заев за политичка пресмена. Јавното обвинителство замижува пред криминалот на власта, а без никаква основа се монтираат обвиненија и се инсистира на притвори за сите кои не ги делат истите политички обвинувања со Зоран Заев. Но каде е истрагата за 20 владини функционери фатени на корупција? Како Зоран Заев ги знаеше деталите? Од каде ќе се работникот на Оливер Спасовски информации за употребата на посебните истражни мерки? Кој му ги дал и дали само заради Спасовски јавното обвинителство мора да глуми дека тој нема да ги злоупотреби другите информации кои ги има. Ова се само некои од случаите каде што се гледа дека не важат истите критериуми за сите граѓани. Ако јавното обвинителство мижи, јавноста гледа. Последен е скандалот во Министерството за внатрешни работи. Медиумите ги потврдија информациите дека Оливер Спасовски без тендер доделил €1.000.000 на фирма од неговото поманало кој е партиски донатор на СДСМ. Ќе повторам, не 1000 или 2000 евра, туку €1.000.000 за набивка на возила без тендер. Што треба да се случи за јавното обвинителство да се заинтересира за овој скандал? Нели му е барем малку сумнително на јавното обвинителство тоа што возилата Шкода се набуваат од фирмата Делукс Ауто, а не од овластениот увозник за Шкода во Република Македонија? Го интересира ли јавното обвинителство колку Шкоди се набавени, која цена? Еве мала помош. МВР се пофали дека набавило 40 Шкоди. Доколку било кој обвинител отиде во салонот на генералниот импортер во Скопје или ја отвори интернет страната, ќе види дека основната верзија на Шкода од Фабија чини околу 15.000 евра. Веројатно, доколку би купил 10 Шкоди, би добил и попуст. Доколку купи 40 Шкоди и за нив плати одеднаш, попустот сигурно би бил уште поголем и целата набавка би чинила и помалку од 500.000 евра. Но не треба да се спекулира, јавниот обвинител треба да покаже сериозна грижа околу тоа каде завршија €1.000.000 евра и зошто токму таму. Ќе се трудиме и понатаму на овој начин, преку јавна допрег глас, да му помогнеме на јавниот обвинител да ги отвори очите и да го види тоа што го гледа и домашната и меѓународната јавност. Македонија тоне во криминал и добро би било јавниот обвинител да провери дали фирмата Куманова добивала и други бизниси од локалната власт и каква е поврзаноста со партиските донации во СДСМ. Криминалот и корупцијата на новата власт ја заковаа Македонија на дното на листата на Transparency International. Одговорност за тоа има и јавното обвинителство кое нема храброст да ги испитува сомнителните договори на актуелната власт. Тоа мора да се промени, ќе се промени. Благодарам. Споминавте на рачен на обвинение. Кои обвиненија? Има нарачени обвиненија? С кои докази го споминавте? Веројатно, обвиненијата за кои зборуваме се направени без увид во сите материјални докази. Предпоставувате за кои обвиненија зборуваме, за фиктивните обвиненија за тероризам, за сите оние обвиненија кои што не се основаат на реални докази, туку се основаат во основа на гола политичка пресметка со своите противници. Како сериозна практика ќе побарате од јавното обвинителство да покрени постапка и против говорот на омраза и протестите пред домот на пратениците на СДСМ. Предпоставувам мислите на последниот протест, за последните дни кои усвоени на законот за јазици. Протести кои што ги гледаме последните дни не се ништо ново, се сеќаваме на протестите каде што многу по-брутално се изјавуваше несогласувањето на граѓаните и на протестантите. Се сеќаваме на протестите пред домот на поранешниот премиер. Се сеќаваме на неколку неумесни пораки преку јавните мрежи, така да ние секогаш го застапуваме правото на слободно изразување, меѓутоа и секогаш се обрдуваме доколку има било како доводно номер за изразување на политички лидери. Ваша е тужбата критика на Шкода? Председателот ја најави, моментално се работи на случајот, ќе бидат известени кога за тоа ќе бидат финализирани сите детали. Дали го партијата му? Во позадина на протестите дали се забележуваат и членови и советници од ВМРО? Партијата го поддржува правото на секој да протестира, уставно за ветераните право на сите да протестираат. Не е организатор на протестите и не може да гарантира за ниту за исход, ниту за протестите. Има и видео докази на ваши пратеници како се обраќаат на албанците со погребни зборови, тоа се
Има и на социјалните мрежи, беше Стеванаджа, Димитар Стеванаджа, како се враќа на Албанци да се ушител, дали за тоа воопшто се разговара. Се мора да ми извините, го немам видено случајот, не можам да коментирам. Значи воопшто не е разговара. Јас лично, не сум видел случајот, не можам да коментирам. Дали разговарано,